Крстарејќи низ централниот дел на Република Македонија, попрецизно кажано низ Вардарскиот регион, во изминативе 25 години, како што вели народот, наред дојде да ја посетам и областа Средно Повардарие, да прочетам низ Неготинското поле, кое како посебна природна средина припаѓа на Тиквешкиот регион и го зафаќа источниот дел од Тиквешката котлина, низ 20-тината населени места кои се распослани на двете страни на реката Вардар, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Неготинско низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за оваа околија, со надеж дека меѓу помладите неготинчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Овој пат, мој водич низ овој пребогат крај со историја, со што ќе ги надополнам моите досегашни сознанија, а дел од истите, почитувани мои, и вам ќе ви пренесам во неколкуте продолженија на овој документарен серијал со работен наслов "Патуваме низ општина Неготино", кои датираат уште од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, рановизантискиот, византискиот, средновековниот македонски период, отоманскиот период, кои во себе кријат археолошки артефакти, пишани документи и други материјални историски податоци за оваа регија, а се дел на целокупната историја на Македонија, досега не публикувани, не објавени и воопште значењи за македонскиот народ, е единицата на локална самоуправа општина Неготино. Општина Неготино и град Неготино се наоѓа во централниот дел на Република Македонија, по коридорот 10 и има одлична геостратешка положба. Тоа е општина што брои вкупно околу 20.000 жители, додека град Неготино има околу 15.000 жители. Има неколку населени места, значи околу 5 населени места со по приближно 1000 жители и неколку помали населени места. И затоа ние како општина од некаде 20.000 жители спаѓаме во средните поголемина општини. Општината Неготино, која е лоцирана во централниот дел од Република Македонија, во областа на Средното Повардарие и му припаѓа на Вардарскиот регион, а како посебна природна средина припаѓа и на Тиквешкиот регион, која го зафаќа источниот дел од Тиквешката котлина, на двете страни од реката Вардар, на југоисток се граничи со Демиркапија, на север со општина Штип, на исток со општина Конче, на југ со Кавадарци, на запад со општина Росоман и на северозапад со општина Градско. Зафаќа површина од околу 426 квадратни километри, на чиј простор покрај градот Неготино распослани се и селата Тимљаник, Пепелиште, Долни Дисан, Криволак, Требник, Војшанци, Курија, Црвени брегови,
Вејше, Дуброво, Горни Дисан, Пештерица, Липа и Брусник и раселените села Јаношево, Калањево, Џидимирци и Шеова. Лозарството и винарството во Неготинската регија како дел од областа Тикреш има богато историско минато и долга традиција. Тие представувале основни стопански гранки со кои се занимавало населението од целиот овој регион. Историјата на виновата лоза во овој крај бележи постоење подолго од 2 милениума, а тоа нешто може да се види од бројните археолошки артефакти, археолошки локалитети, како што се Стоби, Едуарист, Белград, Антигона и други, пишаните документи, фотографии, преданија, како и во народните песни, обичаи и други творби. Населението кое живеело на овие простори со голема љубов и пиетет ја одгледувале оваа култура. Плодното земјиште, погодните климатски услови, географската месторасположба на ова област овозможило низ вековите непрекинато овој регион постојано да биде населен и некои населби дури да израснат во големи градски средини со велелепни градби како што се Стоби, Еударист, Белград, Антигона, па се до денеска, како што е и административниот центар на општина Неготино, градот Неготино, и 18-тината населени места распослани во атарот на оваа општина. Плодното земјиште, погодните климатски услови, географската месторасположба на оваа област овозможило во овој регион да престојуваат и владеа многобројни императори, владетели, цареви, кралеви, деспоти, кнезови на тогашните големи светски империи, како што се Македонската античка империја, Римската империја, Византија, Македонското Самоилово царство, Македонските средновековни кралства, Отоманската, Австро-Унгарската империја, Балканските кнежества, почнувајќи од основачот на античкиот град Антигонеја, македонскиот владетел Антигон Гонат, кој на овие простори владеал во 3 век пред нашата ера, Тит Ливиј, римски император и историчар, Филип V, основач на античкиот град Стоби и престолнина на римската провинција Македонија Секунда, римскиот император Август, епископот Будиос, член на Никејскиот сехристијански собир, епископот Филип, епископот Фокус, член на големиот сехристијански собир во Константинопол, кој се одржал во 553 година, византискиот император Василий II, македонскиот средновековен цар Самуил, средновековните владетели со Македонија, кралот Димитрија Волкашин, деспотот Углеша, кралот Марко, отоманските султани на Отоманската империја Мурат II, Сулейман Величествениот, Селим III, големиот везир Мехмед Паша Соколович и големиот македонски отомански везир Арслан Паша со вистинското име Ангеле Сирмев, родом од селото Старавина, опишен во романот Кале Шанџа на македонскиот раскажувач и романописец Стале Попов и уште многу знаени и незнаени личности кои ги забележала историјата, како и обични посетители, добронамерници. Сите овие владатари во Неготинската регија оставиле по некоја трага како дел од историјата која се случувало тука од пред неколку милениуми, како што се надворешни и внатрешни градски бедеми, утврдувања, царски палати, ранохристијански базилики,
антички театри, епископски седишта, епископски резиденции, големи аквадукти, синагоги, римски форуми, главни улици наречени Вија Аксии, Вија Принципиале, Вија Инфериорес, Вија Теодорес, плоштади, средовековни христијански и муслимански духовни светилишта и градби, како и овие денешниве, современиве автопатски делници и современиве архитектонски градби. Сето ова што во минатото човекот го создал, го направил, го градел, за да му се подобрат условите за живење, живеачката да му биде полесна. Кога секој добронамерник ќе го посети атарот на општината Неготино, поточно речено, кога ќе влезе не само во урбаниот нејзин дел, кој го сочинува градот Неготино, туку и во 18 населени места, распослани во нејзиниот рурален дел, ќе забележи дека сето она што претходно, драги мои, ви го раскажав, не само што веќе одамна го нема, ќе забележи дека онаа старата традиционална чаршиска македонска идила и онаа стара традиционална селска идила одамна и отстапила место на оваа денешнава, современава, сеевропска архитектура, се со цел животот на мештаните од општина Неготино да биде во тренд со европскиот, а во тоа голем успех има пред се неготинчанецот, како што вообичаено секогаш вели за себе господинот Ванчо Апостолов, градоначалник на општина Неготино. Во мојата програма, има дел од капиталните проекти кои се приоритетни за нашата општина Неготино. Најнапред би го спомнал деценискиот проблем со водоснабдувањето, околу 3 децении редовно имавме редукција на вода и тоа просечно од 12 до 14 часа во текот на денот, додека останати капитални проекти се од инфраструктурен карактер и тоа патна инфраструктура, регионални и локални патишта што се во околината на општина Неготино и исто така, како што спомнав претходно, индустријските зони кои се со голем потенцијал за вработување на многу жители на нашата општина Неготино, а и малку пошироко, бидејќи тие се малку од поширок карактер. Дел од нив се реализирани, дел се во тек на реализација, а дел планираме во следниот период кој е пред нас да ги дореализираме, а веќе се започнати. Најпрво го средивме регулирањето на притисокот. После реализацијата на тој проект, изградени се 10 регулациони шахти со вентили на база на хидраулика и иста веќе функционира, ние пристапивме на следниот проект и тоа замена на водоводната мрежа. И со тоа главната водоводна мрежа ќе биде комплетно заменета во нашиот град. Покрај овој проект ние реализиравме уште неколку проекти од тој аспект и тоа изградба на 2 резервоара. Едниот резервоар е за висока зона за град Неготино, истиот е лоциран во село Тимјаник, додека другиот резервоар се наоѓа во село Пепелиште. Тој е од 250 метри кубни зафатнина, истиот е веќе во функција. Покрај реализацијата на овие проекти ние пристапивме и кон поставување на водоводна мрежа од паралелниот систем за водоснабдување. Системот кој се напојува од Тиквешкото езеро, Тиквешко поле за наводнување и за други потреби, истиот го имаме во град Неготино и настојуваме истиот да го прошириме, да заштедиме што е можно повеќе питка вода и со тоа да го затвориме проблемот со водоснабдувањето во целата општина Неготино. Ние имаме континуирана и постојана тесна соработка со владата на Република Македонија и институциите како Министерство за транспорт и врски, Агенција за патишта, Македонија пат и останатите институции кои едноставно ни помагаат при изградбата на инфраструктурата преку разни проекти и донации,
затоа одлучивме да ги санираме најпрво регионалните патни правци, и тоа патниот правец од село Тимјаник до село Долни Дисан во должина од 5,5 километри, и истиот го завршивме при крајот на 2014, почетокот на 2015 година, и сега тој е во функција. Исто така пристапивме кон реализација на изградба на еден нов патен правец заеднички со село Росоман, односно со општина Росоман. Го изградивме патниот правец Курија-Паликура во должина од 3,5 километри, и со тоа направивме спој меѓу нашите две општини и го скративме патувањето од Неготино до Росоман за некои 11-12 километри, и мислам дека бенефитите од истиот патен правец ги користат сите граѓани на нашите две општини, но најмногу корист од тоа имаат земјоделците, покрај земјоделците од село Курија и Паликура и земјоделците од општина Неготино, кои транзитираат на овој патен правец, земјоделците кои одат до своите лозови насади, до своите ниви, кои имаат засадено различни земјоделски култури. Покрај лозовите има доста овошни насади, посебно во општина Росоман и во село Курија. И сметам дека со тој и со изградбата на патниот правец од Неготино, односно од мостот кој се двои за Пепелиште и Криволак до централното подрачје на село Криволак во должина од 3 километри, завршивме на голема работа, бидејќи тоа беше еден доста руиниран пат, доста стеснет, и на истиот имавме голем број на сообраќајни незгоди, и со самата негова реконструкција сега мислам дека условите за патување се многу подобри по тој патен правец, и сметам дека исто така покрај тоа што таму и единиците на АРМА транзитираат, завршивме една обемна работа со изградба на регионални патни правци. Во тој контекст и во следниот период продолжуваме со изградба на локалните патни правци, односно на локална инфраструктура. Како Неготино имавме среќа, значи после изградбата на гасоводот од Клечовци до Штип, да гасоводот се гради од Штип до Неготино, и истиот стигна до во близина на Неготино, каде што намерите се да се гасифицира и термоелектричната централа Неготино, а истиот е веќе знаеме дека дојде и до Неготино, меѓу населеното место Неготино и Тимјаник. Потенцијалот на искористување на тој гасовод е доста голем, и бенефитите че ги користат покрај граѓаните на Неготино, че ги користи и стопанството од општина Неготино, вклучително и стопанството од цела Република Македонија после самата негова изградба. Значи, мој план е, веќе сме во припрема на подготовка на проектна документација за секундарна и терцијална гасификација на домаќинствата на град Неготино. Значи, моите намери се да се приклучиме на тој гасовод, значи по пат на јавно-приватно партнерство, бидејќи базната станица паѓа баш, како што реков, меѓу Неготино и Тимјаник. Тоа е место каде што за многу краток период можеме да ја изградиме таа секундарна и терцијална гасификација, и со тоа граѓаните да користат еден ефтин и чист енергенс, гледано од аспект на животна средина, но воедно и стопанството многу добива, бидејќи индустријата и индустријските зони кои се во тек на градба, истите ќе бидат гасифицирани и ќе го користат тој енергенс. Со тоа знаеме дека стопанството во Неготино и во Република Македонија ќе произведува многу поевтин и конкурентен производ, како на домашниот, така и на светскиот пазар. Значи, ние имаме одлична соработка
како што реков, со владините институции, посебно со Агенцијата за вработување од Неготино. И таа бројка на невработени во 2006 година беше околу 4800 лица, додека истата е опадната на околу 1000 невработени лица, со тенденција за истата се сведи на минимум, да сите невработени кои бараат работа си го најдат своето работно место, посебно во индустријските зони кои са од следниот период ќе бидат изградени во Неготино, бидејќи, како што кажав, едната е продадена, а другите две ќе бидат објавени во тековниот период кој е пред нас. И сметам дека многу граѓани, како на општина Неготино, така и на останатите населени места околу Неготино и други градови, ќе си го најдат своето работно место во тие индустријски зони. Сега засега најголем работодавец е Дрекселмаер од Кавадарци, таму работат повеќе од 1500 неготинчани и мислам дека тоа придонесува за зголемување на бруто општествениот производ во нашата општина Неготино, но и развој на повеќе други сектори кои индиректно ги користат бенефитите од вработувањето на нашите сограѓани во Дрекселмаер Кавадарци. И покрај тоа што речиси 70% од вкупното неготинско население живее во градот Неготино, бројот на населението кое живее во руралниот дел на општината според пописот на населението од 2002 година во село Тимјаник живеат околу 1200 жители. Во Пепелиште 1074, во Долни Дисан 930, во Криволак 1021 жител, во Требник 829 мештани, во Војшанци 44 жители, во Курија 216, во Црвени брегови 173, во Вејше 45, во Дуброво 49, во Горни Дисан 11, во Пештерница 3, во Липа 2 и во Брусник 3 жители. Неготино е повеќе национална општина, во која, покрај најмногобројното македонско население, живеат и срби, турци, роми, бошнаци и други националности. 2013 година одлучивме да го субвенционираме секое новороденче во нашата општина Неготино со 7000 денари и мислам дека тоа е една солидна сума која во тие први моменти доста би им користила на младите брачни парови. Некаде пред околу година и пол одлучивме да субвенционираме и стапување во брак на машки лица над 40 години, значи со навршени 40 години, исти ги субвенционираме со 500 евра годишно, односно 500 евра еднократно и генерално кога ќе земеме во општина Неготино наталитетот порасна некаде со 19% од првичната бројка, значи годишно во Неготино се раѓаат над 200 дечиња. Последниот податок ми е околу 210 новородени деца и мислам дека во истиот тренд ќе продолжиме со воведување на што е можно поголем број мерки за задржување на населението и зголемување на наталитетот во општина Неготино. Ние како општина Неготино, јас како градоначалник редовно го следам културно-општествениот живот во нашата општина и бидејќи спортот го сакам и често пати кога сме во состојба помагаме на нашите спортски екипи и на поединци, но мислам дека најголем приоритет и најфаворизиран од сите фудбалскиот клуб Вардар од Неготино, кој минатата година влезе во втората лига, но покрај тоа помагаме на останатите спортски екипи, ракомет, кошарка, кикбокс, има клуб во град Неготино, шаховски клуб, имаме шаховска школа која води нашиот велемајстор Трајче Недев, и ме радува фактот што се повеќе млади се занимаваат со спорт, а покрај тоа изградивме неколку спортски терени, неколку спортски игралишта за фудбал, за кошарка,
за тенис. Исто така изградивме со помош нормално на концесионери на јавно-приватно партнерство на спортскиот комплекс Младост. Во план ни е и спортско-рекреативниот центар Младост да го доизградиме, да го реконструираме, за да може непречено да се одвиваат спортски надпревари и тренинзи во самата спортска сала Младост, а имаме и две училишни спортски сали во основното училиште Страшо Пинџур и во средношколскиот училишен центар Младост во Неготино. Додека што се однесува на културата, ги поддржуваме сите културни манифестации во град Неготино. Манифестацијата Свети Трифун, која е белег на општина Неготино, и централна манифестација во годината, која се одвива на градскиот плоштад, и разни културно-забавни манифестации, каде што еве сега планираме со реконструкција и изградба на спомен костурниците во општина Неготино, каде што цело население од општина Неготино од 7 до 77 ќе има прилика да во текот на слободното време го посети спомен костурниците, која датира поодамна, но беше еден така запуштен простор, и мислам дека ние како општина Неготино ќе дадеме еден голем белег за да може неготинчани во слободното време да прошетаат малку по тие простори. Секогаш ќе се трудиме за целокупната инфраструктура да биде достапна за секој граѓанин во општина Неготино. На граѓаните на општина Неготино сакам да им посакам посветла иднина. Кога секој добронамерник ќе дојде во општина Неготино, ќе се обиде да најде нешто од старата неготинска чаршија, од старите калдрмистени сокаци со качења, од старите бакалници, акчилници, анови, кафејани, шнајдери, сарачи, кујунџи, папуџи, казанџи, наланџи, бочвари, бозаџи, бербери, налбати, ковачи, бојаџи, да најде налик на старото корзо или старото кино, од старата градска чаршиска архитектура, или пак, иако некој добронамерник реши да ги посети 18 неготински села, за да ја види старата селска идила, старата традиционална селска архитектура, преточена преку старите селски сокачења и пачења, од куќите со приземје и кат, од приземјето изиден од камен, а катот изграден од цигла, од зидовите опшиени со вертикални и хоризонтални греди летви, од зидовите испреплетени со плот и измалтарени со малтер направен од ржанова слама, од катот кој служа за живење, од задолжителниот селски чардак, без која не можела да се замисли ни една селска куќа, од амбарите за жито, од приземните простории на куќата каде се чувала сета покуќина, од селскиот двор, од големите и долги селски ѕидови, од тешките и големи замандарнети порти, речиси, иако ќе може да најде нешто што наликува на минатото, сепак ќе се воодушеви од она новото кое одавно го има заменато старото. Драги мои, сето ова што досега ви го раскажав за општината Неготино е само мал вовед во многуте приказни што мештаните од неготинската регија ќе ми ги раскажат за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, преточени во неколку продолжение на овој документарен серијал со работен наслов "Патуваме низ општина Неготино", со надеж дека меѓу помладите неготинчани, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот.